Благодарам. Почитувана колешка, со целосна почит кон вас како колешка и личност, но бидејќи го употребивте зборот дискриминација, а доаѓате од партија која што овој збор не треба да го употребува кога се работи во сферата на образованието, особено ако сите се уште ги чувствуваме длабоките потреси кои што Мила Царовска ги направи на целиот образовен систем. Значи, уште не можат да се соземат ниту родителите, ниту учениците, ниту наставниците. Замислете, гробарот на македонското образование што измисли? Измисли учење без книги. И мислеше дека тоа е фински начин, па дури нас тука не убедуваше дека е фински начин на образование, што никаде на свет го нема. Книги нема учениците. Затоа ве замолувам, кога зборувате дискриминација, само помислете си на Мила Царовска, која што патем речено и многу придонесе за намалувањето на гласовите кои што ги имате вие како политичка партија. Демек нешто, не знам, она измисли, кој знае шо, да учат децата без книги. Па после дигитализација немаше таблети за секое дете. Зборуваме сега за едно крајно позитивно законско решение и очекувам од вас да станете и да пофалите нешто што изминативе периоди, значи сведоци сме, тука, јас сум веќе години наназад тука, грешеле голем број на влади кога ваквите меѓународни надпревари не ги наградувале, како што е во случајот. Заради јавноста ќе кажам зашто се работи во законсково решение. Значи, законсково решение наградува меѓународни надпревари, особено во сферата на природните науки. Се повикувате на дискриминација по однос на општествените науки. Јас мислам дека сте можеле и некакво амандманско решение да дадете, но како и да е, законсково решение е позитивно. Хистерија правевте дека голем број на наставници и педагози ќе останат без работа. Не е така. Законот вели дека педагозите и наставниците во предучилишно и во основното образование на определено време остануваат на работа. Да ги смириме, да смириме таа хистерија која што вие ја ширите непотребно и вашите небулози се докажуваат дека се небулози со ова законско решение. Благодарам.